Добра вечер во Дневникот на КТВ, 8 октомври 2025 година. Почина Панчо Минов, поранешен градоначалник на Кавадарци, пратеник во Републичкото собрание во 4 мандати и актуелен носител на советничка листа. Посмртните останки ќе бидат изложени во градската капела утре од 12 до 13 часот, а комеморативна седница ќе се одржи во 11 часот во Домот на културата. Во 67-та година од животот утринава почина Панчо Минов. Со длабока тага и искрена благодарност се простуваме од еден од најистакнатите правници, политичари и космополити на нашата држава. Својот живот и работа ги посвети на Кавадарци и Македонија, со 4 мандати како пратеник, 2 како градоначалник на Кавадарци од 2000 до 2009 година и како дел од првиот парламентарен состав кој ја донесе одлуката за независна Република Македонија. Во текот на својата политичка патека, тој се бореше за правдата и демократијата, оставајќи силна трага преку донесување важни законски државотворни решенија. Неговиот глас беше стожер за обесправените, особено за земјоделците и обичниот човек. Како градоначалник, инспирираше визија што ја надминуваше секојдневната политика, мислејќи ширум со идеали на соживот, почит и солидарност. Панчо Минов беше пример на јавен службеник со интегритет, знаење и човечност, вистински представник на народот и животен творец на историјата. Минов беше сопруг, татко на 2 деца и дедо на 2 внука. Нека му е вечна слава и нека почива во мир. Посмртните останки ќе бидат изложени утре во градската капела во Кавадарци од 12 до 13 часот, а претходно во 11 часот во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе ќе се одржи комеморативна седница. Дневникот го продолжуваме со информации за активностите, пресконференциите на учесниците во изборите кои што побараа и споделување со јавноста. Тампонирање, одржување и санација на полски патишта, дел од изборната програма на СДСМ за Кавадарци, најави на пресконференција кандидатката за советник Валентина Бањанска. Почитувани сограѓани, во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за локалните избори 2025 за општина Кавадарци предвидовме и че се залагаме за проектот тампонирање, одржување и санација на полските патишта до земјоделските површини. Поради честите поројни дождови и други временски непогоди, голем дел од полските патишта се слабо проодни за земјоделците, нивните возила и механизацијата. Со овој проект се обезбедува земјоделците полесно и побезбедно да транспортираат опрема, производи, џубрива и така натаму. Со овој проект овозможуваме подобри услови за работа за земјоделците, полесен пристап до нивите, како и поквалитетна инфраструктура во руралните подрачја. Сакаме нашите сограѓани, без разлика дали се земјоделци, туристи, трговци, да имаат безбеден и уреден пристап во секој период во годината. Поволностите од реализација на овој проект се многобројни. Намалување на трошоците на сограѓаните за штетите што ги плаќаат поради кршење на нивните возила и механизација, поради возење на неравни патишта, побезбеден транспорт, продолжен животен век на патот, подобрена пристапност и така натаму. Исто така се намалува и ширењето на прашина и кал во блиските полиња и села. Овој проект представува уште еден чекор во насока на подобрување на земјоделската инфраструктура и унапредување на квалитетот на животот на сограѓаните на општина Кавадарци. Гласајте за број 5 Социјалдемократски сојуз на Македонија. Систем за рана детекција на чад во секој дом и институција во Кавадарци, најави кандидатката за советник во Кавадаречкиот совет од советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата Јадранка Гелова. Почитувани граѓани, со задоволство ви најавувам проект кој е дел од предизборната програма на ВМРО ДПМН и е капиталниот проект за безбедност. Систем за рана детекција на чад во секој дом и институција во Кавадарци. Безбедноста на граѓаните е непрекосновен приоритет.
Во таа насока, во рамките на новата изборна програма, Општина Кавадарци ќе го реализира капиталниот проект Систем за рана детекција на ЧАД, иновативна и превентивна мерка за заштита на граѓаните и имотот на граѓаните. Со овој проект, Кавадарци ќе стане првата општина во државата што ќе воспостави системска и сеопфатна заштита од пожари преку инсталација на алармни детектори за ЧАД во секој дом, сите јавни институции и јавни објекти со висок ризик од пожар. Не чекаме трагедии за да реагираме. Со овој систем превенираме, спасуваме и покажуваме што значи грижата за секој човек. Ова не е трошок, ова е инвестиција во животи. Проектот Систем за рана детекција на ЧАД опфаќа инсталирање на сертифицирани сензори и аларми за ЧАД, автоматска дојава до противпожарни служби во критични објекти, обуки за семејства и институции за постапување при аларм, годишна контрола и сервис на уредите преку јавна служба и кампања за подигање на јавната свест за противпожарна заштита. Реализирањето на овој проект ќе придонесе за побрза реакција и спречување на големи пожари со што ќе се заштитат животите и имотот и безбедноста во нашиот град. Со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Кандидатот за градоначалник на Кавадарци од редовите на СДСМ Виктор Велевски на денешната пресконференција упати покана до граѓаните за присуство на предизборната трибина што утре вечер ќе се одржи во Кавадарци. Почитувани сограѓани, драги пријатели, ве поканувам на граѓанска трибина во рамки на караванот на СДСМ и коалицијата Се бориме за нашиот дом, која ќе се одржи во Домот на културата Иван Мазов Климе. Оваа трибина е планирана да се одржи на 9 во четврток во 18:15 часот. Ова е прилика да зборуваме отворено, искрено и директно за најважните прашања што ги засегаат граѓаните на нашиот град. Ќе разговараме за нашите проблеми, за идеите што не движат и за тоа како заедно можеме да направиме Кавадарци подобро место за живење. Ќе зборуваме за визија на промени што ќе донесе можности за сите, а не само на избраните. Веруваме дека политиката мора повторно да стане човечка, блиска до луѓето, насочена кон решенија и реални промени. Веруваме дека Кавадарци има сила, енергија и срце за промени. Ве очекувам во четврток, на 9 октомври, во 18:15 часот, во Домот на културата во Кавадарци. Да разговараме, да се слушнеме и заедно се бориме за нашиот дом. Или свати дека си избран да ја водиш државата или да си одиш. Порака од лидерот на СДСМ Венко Филипче до премиерот Христијан Мицковски. Премиерот треба да престане да спинува, има сериозни проблеми и прашања на кои што треба да одговори. Ако човек нема што да каже, со што да се пофали, ниту проект, ниту пак има добра прогноза за земја, па забегува кон такви на некои спинови. Еве ги работите што треба премиерот да ги одговори. Не он веќе во на позиција во која што беше, па само напаѓа без никаква причина, измислува афери, скандали и така натаму. Има стагнација на економијата. Еве нема да има раст. Еве меѓународни институции го потврдуваат тоа што го збориме цело време. Има стагнација, не стагнација, има пад на просечната плата изминатите години. Има огромен скок на цените на основните прехранбени продукти. Има затворање на компании, има луѓе кои што стануваат на улица секој ден, има намалување на странските инвестиции, а премиерот се занимава некој да каже нешто за некого. Такви муабети веќе не проаѓаат. Има сериозни проблеми и предизвици држава, очигледно дека одиме кон економски колапс. Време е владата да свати дека или треба да ја води држава како што треба, или треба да си оди владата. Затоа што не заслужуваме ваква незаинтересирана влада која што не работи, нема проекти, нема испорака, туку само измислува некои скандали и афери.
Филипче одработува за планот на Заев, обвинија денеска од владеачката ВМРО ДПМН. Филипче одработува за планот на Заев, кој на поранешен бугарски премиер предаде стик со материјали и шема за преземање на 2 големи фирми. Венко Филипче цела кампања ја помина во градење позиции за планот на Заев, кој треба да заврши со нови отстапки на Македонија, доколку СДС добие некогаш можност да ја води државата и со преземање на 2 големи фирми во Македонија од страна на фирми блиски до поранешен бугарски премиер. Планот на Заев, кој го спроведува Филипче, е за целосно виткање на државата, а за тоа би помогнал фактот што една од двете фирми е голема телевизија со национална фреквенција. Филипче дословно го тера планот на Заев и праќа сигнали кон Бугарија дека е спремен да доработи. Разликата е во тоа што и Филипче и Заев се прочитани, а со тоа се и во паника дека ништо нема да можат да изреализираат затоа што на овие избори ќе доживеат огромен дебакл со што народот ќе им каже што мисли за нивните бугарски шеми. Продолжуваме со спортот. Ракометната федерација ги казни Вардар и Пелистер само со по 2000 евра. Битолчани се казнети за употреба на пиротехника во сала, а Вардар за слаба организација и фрлање тврди предмети. Пиротехниката очигледно не излегува од мода. Според последните измени на законот за прекршоци против јавниот ред, строго се забранува употреба на пиротехника во затворен простор, а двојно се зголемени и прекршочните глоби за физичките и правните лица кои постапуваат спротивно на забраната. Недозволеното користење се казнува со глоби од 250 евра за физичко и до 10.000 евра за правно лице. Од Министерството за внатрешни работи тогаш рекоа дека организаторот на спортскиот настан на кој се користела пиротехниката ќе заработи прекршочна пријава. Меѓутоа, повторно сме сведоци на селективно спроведување на правдата кога поедини клубови се во прашање. На дербинет преворот од машката ракометна Суперлига помеѓу Вардар и Пелистер, одигран на 1 октомври, имаше употреба на пиротехнички средства, но судиите, делегатот, па и федерацијата си имаа сопствено толкување на законот, само затоа што се работи демек за големите имиња во македонскиот ракомет. Сега актуелниот шампион Еврофарм Пелистер и вице првакот Вардар ќе треба да платат само по 2000 евра, односно 120.000 денари, за казната што им ја изрече Ракометната федерација на Македонија. Во образложението на казната се вели дека битолскиот клуб ќе треба да плати, демек вака висока казна, поради инцидентот на неговите навивачи чкембари, кои фрлија запалени факели во салата во спортскиот центар Јане Сандански, што било нотирано и во записникот од страна на службените лица, но никој не спомнува, барем не овде, дека истите се фрлени на трибина каде се наоѓа обичната публика, а не некоја противничка навивачка група. Гостинските навивачи успеале да внесат факели кои подоцна ги запалиле. Полицијата ги испратила дома, откако запалиле по втор пат факел во салата. Зошто воопшто се чекало да се случи вториот пат? Зошто не е реагирано веднаш по првиот пат? Што ако, не дај Боже, се случеше некоја поголема несреќа? Домакинот Вардар пак ќе заработи истата казна од само 2000 евра заради слабата организација на надпреварот и поради фрлените запалки на теренот од страна на навивачите на домашниот клуб. И сега најнормални се реакциите дека казните се мали и ниски и дека се потребни поригорозни казни. Или можеби
Ниските казни се само затоа што тоа се Вардар и Пелистер. А кога ќе дојдат на ред помалите клубови, за нив казните сепак ќе бидат и поригорозни. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен наместа долж по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец. Температурата ќе достигне до 20 степени. Потоа следува период на стабилно и суво време со пораст на дневната температура. Ќе дува слаб до умерен ветер, долж по Вардарието повремено и засилен северен ветер. Тоа беа содржините во дневникот. Имајте пријатна вечер со нашата програма.